Со легендарната зборува Радио Скопје на Владо Малевски далечната 1944 година почнува да се плете приказната наречена Македонска радио телевизија. 79 години подоцна Македонското радио има 4 програмски сервиси и сателитска програма со Радио Македонија. Одговорното и посветено работење е одлика и на новинарскиот и на техничкиот кадар во Македонското радио. За предизвиците пред кои што е исправено радиото, но и колку модерните медиуми го земаат приматот на традиционалните. Зборуваме со директорката на Македонското радио, Ајтен Власако Мехмети. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро за вас, Кристина. Добро утро за прекрасната екипа од утринската програма на Македонската телевизија, за нашите гледачи, а посебно за нашите слушатели на Македонското радио. 79 години ова, идната година голем јубилеј, 80 години од првиот збор изговорен во македонскиот етер. Исто толку години Македонското радио расте и се развива. Македонското радио расте и се развива од првиот ден, од како започна со програма, значи со голема чест кон тие што го изградија на радиото, го темелија тоа што е, значи, професионалност, се развиваше низ годините со тие што и ден денес работат од тие втемелени, да кажеме, професионални вредности во Македонското радио, кои што се негуваат од година во година, и мислам дека постигнавме до радиото која што е во тек со времето, со модерното радио, со збивањата што се радиски, да кажеме, во етерот, во светските рамки, и се обидуваме секој ден тоа што е традиционалното и модерното, да најдеме некоја симбиоза и да создадеме едно радио која што е поблиску до нашите слушатели, до нашите верни слушатели, за кои што мислам дека не ги изгубивме во никое време, меѓутоа секој ден ги има повеќе и повеќе. За тоа сакам да продискутираме. Успева ли Македонското радио во ера на наплив на нови медиуми да ги задржи своите слушатели? Ова е суштествено прашање кое се поставуваше една деценија, која што некако ја надминавме како медиум, како радио во светските рамки, да кажам. Се поставуваше едно прашање дали треба да постои воопшто радиото како медиум. Имаше наплив, како што рековте, на другите електронски медиуми и народот секогаш бара нешто што е сензационално, нешто достапно, нешто ново. Меѓутоа, сето тоа го засити за кратко време, да кажеме, и радиото си го врати сјајот. Меѓутоа, значи, се врати од сите овие медиуми во она што е традиционално, проверено, на тој медиум што му се верува со децени, и мислам дека радиото, не само во Македонија, во светските рамки зборувам, си ја врати својата доверба, уште појако, затоа што во овие модерни времења е достапна, пристапна на секаде во нашите канцеларии, во времето додека возиме, наједноставно, најпристапно, значи најпристапен медиум е радиото. Како е екипирано и технички и со човечки ресурси? Да кажеме дека ние сме во години доста онака, во мои години некаде целото радио, искусни, професионални луѓе, меѓутоа ни треба малку подмладување, млада крв што се вели, не дека немаме, ги имаме низ програмите, но не е тоа доволно, додека во техничкиот дел мислам дека треба да се реновира во радиото, треба да се дигитализира радиото, и плановите за јубилејот на радиото, за 80 години на Македонското радио, од менаџерскиот тим во куќава се да се инвестира во техничкиот дел. Јас мислам дека треба да се инвестира и во предавателите, за да станеме дигитално радио, и тогаш ќе можеме секој програмски сервис да има програма колку што сака, временски да не бидеме ограничени. Има ли интерес од млади новинари за работа во радиото?
Во радиото секојаш има интерес. Знаете, и вчера кога разговаравме ви кажав дека магијата на радиото е толку голема што секој што тоа го пробал во тоа малото студио, во микрофончето, кој што знае нарација да каже, да го привлекува вниманието кај слушателот, таа симбиоза е многу јака. Значи, ова што телевизијата го прикажува преку сликата и гласот, во радиото преку гласот, како се вели, гласот вреди 1000 слики, нели? Со еден убав глас и една убава нарација можеш да привлекуваш толку внимание да слушателот создава сам таква слика и приказната сам си ја поделува во слики. Значи, многу интересно. Тој што пробал во радиото, како новинар, како наратор во тоа малото студио, мислам дека никогаш нема да ја излегува од тоа. Друга работа е што радиото денес може да се гледа и во телевизија. Често пати гледаме радиски новинари во телевизиските студија, секако нашите новинари радиски се позборливи, подинамични, можеби тоа е потребно во телевизиските студија. Сакам да се задржиме малку на она што особено направи горди школата на македонската радио телевизија. Основа на новинарството е да се почитува новинарскиот и етичкиот кодекс. Македонската радио телевизија има школа која што е важна и неопходна за секој новинар. Сте ја поминале вие, преку вас ја поминуваме и ние, и добро што ви имаме. Да, убаво е тоа, значи сите ние почнавме од некаде каде што нашите предци оставиле некои трагови и белези. Македонското радио, па и нашата телевизија, македонска телевизија ги има тие белези и мислам дека тоа е неопходно да кажеме како е тоа градено, така да се негува низ годините. Затоа и велиме дека имаме традиција. 80 години, верувале или не се малку, значи имаме големи трагови, имаме 80.000, да кажеме, ленти во македонската архива на радиото, кои што се белези на сите наши колеги кои што оставија трагови во радиото. Но што е особено интересно е што сте на функција директор на Македонското радио, но не се откажувате ниту од емисиите, ниту од слушателите. Значи, јас сум новинар по професија, сценарист и режисер на документарен филм, телевизиски новинар, ваша колешка. Меѓутоа, низ годините вака почнав и да менаџирам во радиото, директор сум на Македонското радио, и ова ми е посебна чест. Во радиото, значи, не би знаела која е таа магија на радиото, доколку не би била во радиото. Значи, верувале или не, затоа им велам на младите, да дојдете во радиото, да го пробате тоа што е магија, тоа што е убаво, интелигенција, да кажеме, во студиото и начинот како се обраќа, секогаш привлекуваш внимание кон слушателите. Каква е соработката со нас, колегите од телевизијата? Мислам дека е во добро ниво секогаш, а мора да соработуваме. Една куќа сме, колеги сме. Мислам дека сите работи што ги имаме и во техничкиот дел, и во кадровскиот, да кажеме, креативниот дел, мора да бидат заедно работени, за да немаме двајца луѓе, тројца луѓе, мада во радиото, како што знаете, програмата се емитува на 9 јазици и секој би сакал свој пристап за некој настан, меѓутоа мора да бидеме да можеме еден да го направи тоа, за да можеме да го поделиме во другите програмски сервиси. Заокружуваме 79. Каква ја посакувате македонската радио телевизија во годините кои следуваат? И за вас, и за генерациите по нас. Радиото, како би го посакала? Значи да биде тоа радио, како што е создадено, во тие темелени вредности, да кажеме, негувани низ годините, меѓутоа, секако едно модерно радио, која мора да биде во тек со времето кое го живееме и во тек со барањата што се создаваат од нашите слушатели. Значи, тоа е утринската програма да биде подинамична, драйв тајм, тоа што се вели, и секогаш спрема испитувањата што се прават од време на време, што бара нашиот слушател. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Иднава година многу почесто
сакам да се Да, гледаме, секако. бидејќи има многу убави теми кои што за радиото треба да ги отвориме и треба и нашите гледачи да ги дознаат. Благодарам многу. Дозволете накрај да честитам уште еднаш за Денот на радиото. Нека ни е честит. Денот на радиото секој се поврзува со убавите празници на крајот на годината, така што јас голема честитка до сите наши слушатели, гледачи, до сите нашите граѓани. Здравје и мир.